Следните минути ќе ги посветиме на еден прекрасен инструмент, тоа е хармониката и некако барем за мене низ годиниве синонимот за хармоника во Македонија е токму оваа професорка која што утрева ми е во студиото, моја гостинка, но и ваша преку ТВ екраните, Зорица Каракутовска. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Секогаш многу пријатно во студиото на ТВ Телма. Да, рековме од оправдани причини ја немаме хармониката утрева тука, многу е тешка. Како инструмент и предизвикувачка за многу работи, претпоставувам. Една прилика во така некои разговори или во некои поофицијални, да кажам, средби, реков дека хармониката е најтешкиот инструмент, мислејќи на свирење, меѓутоа морам да се извлечам да кажам дека таа е тешка и по однос на таа професионалната хармоника која што имам јас, тежи 15 килограми. И токму затоа кога требаше да дојдам на едно кратко утринско гостување, токму сега кога сум во ден во кој што е ден пред концертот, во подготовки, во трчање, во брзање, во завршување и финализирање на сите оние активности што следат околу утрешниот концерт, некако ви ветив дека кога ќе се врати и Марко, дека ќе направиме една презентација на она што се случило на концертот и ќе дојдеме со хармоника. Една свирка тука во студиото. Зошто да не? На сите така да им го разубавиме денот. Може. Звуците на хармониката навистина звучат посебно и магично и некако мене ми се барем така некој синоним за македонската традиција, за убавата музика, која што и некогаш сме ја имале. Нешто ќе ме поправите или? Ќе кажам дека во светот многу земји се поистоветуваат со инструментот хармоника, во многу земји се свири. Ако кажете во Франција ќе речат таа е наш инструмент, најубаво се свира таму француските шансони. Ако кажете во Италија ќе речат фисармониката е наша, таа е најубава за да се одсвири на вистинска и убава тарантела. Ако кажете во Русија ќе речат не, хармониката е наша затоа што тие руските казачоци тие најубаво звучат. И така да не ги бројам за сите земји. Чија е? Малку е интересно да се зборува околу тоа чија е хармониката, сите си ја превзимаат нели како свој дел од својот национален идентитет и ентитет. Но хармониката е инструмент со многу можности. Денеска е вклучена не само во класичната музика, туку и во сите други жанрови и типови велат најмногу е за народна музика. Не би рекла, но да, одлично може да се свири на хармоника народна музика, од причина што на сите останати инструменти потребен ти е бенд. Хармониката е оркестар, бенд сама за себе. Во десната рака во дискантот може да се свири мелодија, во левата рака покрај тоа што може хармонски да се подржи мелодијата, може и да се, како викаат овие тезгарите, да се басира, тоест ритмички да се подржи мелодијата, па така да имате еден цел оркестар во свој раце, во само еден инструмент, така да подобен е и за народна музика, и за забавна музика, и за джез, и за рок, и за блуз, за секој жанр. И така треба да биде присутен во буквално сите жанрови овој звукот кој што го дава хармониката. Поводот ни е утрешниот концерт кој што се организира по повод светскиот ден или меѓународен ден на хармониката, тоа е 6 мај. И некако познавајќи ве низ годините, секогаш правите концерт кој што е поврзан или со овој ден, едно одбележување всушност на денот на хармониката. Што е предвидено за утрешниот концерт, бидејќи овие фотографии кои што ги гледаме се од минатогодишното издание? Добро, јас не погледнав да видам, но знам дека се договоривме дека ќе дадете дел од фотографиите, чисто како приказ за она што се случувало минатата година. 2009 година Светската унија на хармоникашите, чија што членка сме од 2001 година и констатиравме дека годинава ќе прославиме 25 годишен јубилеј како Македонското здружение љубители на класична музика е членка на Светската унија на хармоникашите. Јас бев во музичкиот комитет во 2009 година и тогаш многу се разговараше бидејќи има Светски ден на книгата. Постојано има обележување, размислувавме кој ден да биде прикладен, убав ден да ја славиме и да ја честуваме хармониката, да го прогласиме како нејзин роден ден, нејзин ден. Се одлучивме тоа да биде 6 мај, бидејќи 1829 година Цирил Демијан за прв пат поднел документи и го патентирал инструментот хармоника.
Значи, Баш на 1800 на 6 мај. Добра. Сега, ние одлучивме дека Светската унија на хармоникашите ќе поддржи еден проект, светски проект, во кој што секоја држава, секој поединец, секоја институција ќе направи начин на кој што ќе чествува хармониката и ќе си го обележи роденденот. Се прават мастер класови, се прават концерти, се прават работилници, Ние се одлучивме за концерт од самиот почеток, од кога оваа идеја се во зародиш беше 2009-та, ние започнавме да го правиме свечениот концерт на кој што настапуваат еминентни музичари од нашата држава и студенти и ученици од мојата веќе класа по хармоника, но и гости од други класи, во зависност од тоа кој заслужил да се најде на листата на најдобрите во таа година измината. Оваа година ќе станеме полнолетни, така ми кажа мојата студентка, вика професорки имам уште еден јубилеј. Сега јас викам, а кој е тој јубилеј годинава? Па вика не, јубилеј ама ни една годишница. Која по 18 години ќе станеме полнолетни? Еве да знаете, годинава по 18 пат ќе го организираме концертот. Браво. Концертот ќе го одржиме утре на 12 во 20 часот во камерната сала на Македонската филхармонија и користиме прилика да сите љубители на убавата класична музика на хармоника дојдат. Ги отворивме ширум вратите, не влезоте слободен. Значи тоа е тоа е еден наш мал подарок за нашата верна публика и се надеваме дека како и секоја година ќе се бара место повеќе. Оние кои што биле на некои од минатите години навистина можат да посведочат на една брилјантна атмосфера, би рекла, на една разиграност, на еден преубав звук кој што го нудат и, како рековте, еминентните музичари, но и студентите. Да, ние гледаме во програмата да ја прикажеме хармониката во сите светла. И како солистички инструмент, како инструмент кој што одлично музицира во камерни ансамбли составени од хармоникашки состави, дуа, трија хармоники, квартети и така натаму, но и да се види колку таа хармоника убаво мечира и прекрасно звучи кога е комбинирана со други инструменти. Дувачки, гудачки, глас и така натаму. Бидејќи онаа хармоника за која преска зборував, всушност е само некаков почеток, зародиш на идејата како треба да изгледа денешната хармоника. Денешната хармоника во овој вид во кој што ја знаеме сега е некаде од 50-тите, 60-тите години од минатиот век. Значи таа е всушност една од најмладите инструменти кои постојат. И бидејќи ние го имаме тој гап на времето во кој што таа хармониката не постоела во времето на барокот, на класицизмот, ние не можеме како инструменталисти да останеме поназад и да кажеме дека на хармоника се свири исклучиво и само современа литература, бидејќи оригинално напишаните дела се од практично, ајде да го кажеме, условно новиот век. Затоа се одлучуваме да свириме транскрипции од дела напишани за други инструменти или пак за цели оркестри и оригинално напишана литература за хармоника. Годинава еве ќе имаме малку Моцарт, малце Шуберт. На програмата? Да, Моцарт, Шуберт, потоа имаме оригинални дела Дербенко, Зубицки, човекот кој што аргентинското танго успеа да го донесе од улиците на Буенос Ајрес на концертните подиуми ширум светот, значи Астор Пијацола, и повторно ќе имаме дело од македонската композиторка Бете Илин со особена чест и задоволство. 18 пат ќе свириме дело, колку години трае. Да, таа е познат веќе светски композитор за хармоника, но и за сите останати инструменти и состави, така да со посебна чест и задоволство, еве слика, со посебна чест и задоволство ќе изведеме нејзино дело. Од фотографиите кои што ги гледам, ако добро забележав, се надевам нема да погрешам, едно девојче видов од минатата година, веројатно од студентите на хармоника, другите момци. Ако се и повеќе, не знам. Да, повеќе се во Македонија. Сакам да кажам колку има интерес од женските. Заради тоа што можеби и вие на времето сте се соочувале со некакви бариери околу, не знам, изборот на инструменти, што ќе учите? Хармониката е навистина сензитивен и многу чувствителен инструмент. По целата таа етимологија на нештата, таа е еден женски инструмент. Затоа што има звукоизлекувачки карактер и
сензибилитетот, убавината за свирење на инструментот. Зошто тогаш низ годините се повеќе мажи? Затоа што инструментот е многу тежок, е 15 килограми. Студентката која што од Прилеп заврши минатата година, се смеевме дека заедно со хармониката има 50 килограми, па сега вие рачунајте како тоа изгледа. Ама сепак и покрај можеби малата конструкција се одлучила тежок инструмент да знаете како, и немојте да го заборавите фактот дека не е хармониката само кога ќе дојдеш и излезеш на концертниот подиум. Треба да тргнеш, па јас кога треба да патувам со хармоника, да ви кажам искрено, како поминуваат годините, се повеќе почнувам да избегнувам после пандемијата, како особено. Како суштиден патник. Да, значи се купува посебно седиште за инструментот, се носи исклучиво со себе и тогаш знаете како се оди од терминал на терминал, во авион, тигни, земи, однеси, донеси, така да таа е тешка и за носење и за свирење, и затоа жените не во преголем број се одлучуваат. Но пред некој ден случајно ми се појави некоја објава за некој оркестар затоа што земале некаква награда од Македонија. И сите три девојчиња свирија на хармоника во оркестарот. Јас се прерадував. Од кај нас? Да, кај нас во Македонија. Јас се прерадував. Јас знам дека има голем број на девојчиња кои што свират и успешно свират. Во моментот во класата имам само една девојка, тоа е Христијана Матеска од Охрид, која што годинава е апсолвент и таму некаде до крајот на годината треба да дипломира. Не значи дека ќе ја напушти класата, можеби ќе продолжи на магистерски студии така, но ќе продолжи да свири хармоника сигурно затоа што е многу успешна. Очекувам годинава да се запишат две девојки, има интерес, едно девојче од Прилеп и една девојка сега има семинар скоро во Србија. Таа веќе со години назад доаѓа на моите семинари и внимава да го добие своето место во мојата класа, така да ќе се појачаме со девојчиња. Има место за чекање, листа за чекање, значи има за жал, има. Јас веќе да ви кажам, бидејќи вака го правиме разговорот спонтано, почнувам денови и ноќи да не спиам, ќе речете што е на професорката, новиот закон за високо образование ќе го лимитира бројот фондот на часови кој што е дозволен да се држи. А јас веќе со постоечките студенти. А што значи тоа за вас? Тоа значи дека ќе можам да имам, дека ќе морам да намалам класата. Меѓутоа пак ќе речам, тоа е едно така неубаво решение, не само за мене, за класата, него и за државата, за музиката, за инструментот хармоника во Македонија, бидејќи навистина има листа на чекање и ако останат само... Зашто ако има листа на чекање се прави ова? Зашто само ако останат постоечките студенти кои што се веќе во мојата класа, јас веќе го надминувам фондот. А каде е камерната музика која што ја држам, каде е инструментот литература за хармоника кој го предавам, кој што е од теоретскиот дел, каде што им раскажувам кој се пишувал за хармоника, кои се значајните личности кои што ја вивнале хармониката на ова ниво на кое што е денеска. Но ќе се снаоѓаме, ќе бараме решенија. Баш ми е жал што го слушам ова. Ако веќе збориме за листа на чекање и за и за девојчиња кои што некако им ги рушиме бариерите дека тоа е нели машки инструмент во наводници, туку апсолутно дека е инструмент за секој. Ако веќе го имам интересот, баш ми е жал што слушам. Да се надеваме дека ќе се најде некакво решение и дека ќе се одржи класата по хармоника, да. Нели за секој кој што сака. Вие рековте Зорица Каракутовска, нејзиното име да се поврзува со нашата држава точно, меѓутоа моето име се поврзува и со хармониката во светот. Да. Значи скоро и да нема некој да речам, кој што се занимава со хармоника и кога ќе се рече Зорица Каракутовска да не речат, од Македонија професорката, еве ми изминува мандатот, бев председател во Светската унија на хармоникашите, да, ќе имаме... Кога изминува мандатот? Па таму некаде во октомври, во октомври требаше да биде, но ќе има ново гласање во август. Има можност повторно да бидете или тоа се менува? Да, апсолутно дека да има можност, но колку јас ке сакам да повторно да продолжам. Знаете, многу работи во светот во овие последниве години за жал се изменија. Јас ајде да бидам нескромна и да речам дека сум многу сериозна карика во Светската унија на хармоникашите за многу работи.
купот најголемиот светски натпревар за хармоника, тоа е една олимпијада за хармоника, зашто? Затоа што секоја држава треба да ги избере своите најдобри представници и тоа е како една своевидна олимпијада како на да која се организира олимпијада. Апсолутно. Значи, меѓутоа го превзима организирањето и преку Светската унија, одредена членка на Светската унија на хармоникашите. Годинава требаше да биде натпреварот во Кина, кој што за жал од некакви причини, значи да не отварам темата, значи ова не се случило со години, со години нанапред во наредните 3-4 години се знае каде ќе бидат конгресите и светските купови за хармоника, го откажа, па наеднаш тука излезе во пресред држава која што требаше за 2 години да го прави светскиот куп, тоа е во Астана треба да биде во купот и некако се помешаа работите, одредени држави се налутија заради нашите невоведувања на санкции кон руските кандидати. Политиката длабоко навлезе во сите инстанции на човековото живење, што е апсолутно голема грешка. Ова е една сфера каде што треба да културата да биде на пиедесталот и таа да ги води работите наместо политиката, за жал. Музичкиот јазик е универзален јазик за сите нас, не познава граници и ние немаме потреба да политизираме дел од работите, затоа што тие деца на 15, 16, 20, 25 години се исти како и нашите деца и како сите деца во светот. Исто така потрошиле денови, ноќи, сати, минути во вежбање хармоника и не смееме од некаква причина да им го ускратиме, нели, да ја ускратиме можноста да се надпреваруваат, а всушност академската хармоника ја должиме на руските композитори и ние сме сепак многу мали во однос на тоа што некои од нивната нација направиле пак за нашиот инструмент, така да не ја продолжуваме темата е многу сериозна. Ајде да ме префрлам јас на една преубава тема. Ајде. Еве вака, 2007 година имавме зимски конгрес на хармоникашите во Скопје. Се уште важиме за најдобар организатор на Конгресот на Светската унија. Сериозно? Во 2007? Да. Направивме феноменален концерт, викаат, па како вие сте имале прекласна класа. Им кажувам, да, јас немам можност, пред се финансиска, сите оние кои заслужуваат да дојдат на тој светски куп и да го покажат потенцијалот на Македонија и на нашата школа за хармоника. Сега кога се испоизместија, работиве заради Кина, заради откажувањето на Шведска, во знак на револт, затоа што требаше да донесеме одлука во која што на русите им забрануваме да учествуваат на зимскиот конгрес и тие рекоа, добро, тогаш на нас државата нема да ни дозволи. Така натаму и така натаму. Рековме тоа ќе го занемариме. Да, и јас тука джентлменски како нели во подпредседател, човек мора во одредени проблеми да најде начин како да се излезе во пресед, да се надминат проблемите, нели? И велам, велам во 2027 година ќе го превземеме зимскиот конгрес ние. Само им реков, ќе видиме дали ќе го направиме во Скопје, што е полесно организаторски за мене, но им реков дека би сакала да го направиме во Охрид, да го видат спрема мене, еден од најубавите градови, градот со најубав прекрасен дух, Охрид, да видат дел од нашата култура и се она што го имаме Охридското езеро, да го видат градот кој што УНЕСКО го има заштитено. Иначе, Светската унија на хармоникашите е дел од International Music Council, која што е партнер на УНЕСКО. Значи, ние сме практично една од најстарите партнери во УНЕСКО, така да споиме две во едно. И па добро, не само да носите таа титула висока со оглед на сите овие организацијски можности и способности. Во март 2027 година, да, апсолутно, ќе имаме чести задоволство да ги угостиме, официјално и на веб страната. Официјално Охрид ќе мораме да одиме да воспоставиме, прво да ги завршиме, знаете како чекор по чекор, сега да го завршиме концертот, па ќе одиме, ќе се обидеме да стапиме во контакт со се она што ни треба како техничка поддршка во организација на зимскиот конгрес на хармоникашите и се надевам дека ќе останеме на висина на задачата, дека ќе бидеме дури и подобри организатори од она што бевме во Скопје. Па видете, имате
висока задача да го оправдате тој момент во светот на светските хармоникаши со оглед на тоа што не се сомневам кога е сето тоа начело со вас. Нас ни помина минутачата, јас не се сомневав дека ќе биде уживање овој разговор. Зорица, ништо ќе се видиме пред Зимскиот конгрес, можеби до тогаш и уште неколку пати заради сите овие работи кои што ги правите, заради целата оваа љубов која што ја имате кон овој инструмент и за сите овие работи за кои што се залагате. Уште еднаш голема благодарност на поддршката во сите овие години назад. Покана до вашите гледачи. Утре да дојдеме сите од колку часот уште еднаш? 20 часот, камерна сала, филхармонија, бесплатен влез, прекрасна музика. Оној кој што еднаш бил, станал наш постојан член за тоа сум сведок. Да, за тоа сте сведок, но се надевам дека ќе имаме и нови сили, нови генерации кои што ќе ја сакаат хармониката, кои што кај нив ќе побудува посебен интерес да ја слушаат и да уживаат. Јас гарантирам дека кој ќе дојде, ќе помине прекрасни, ќе видиме колку време ќе трае концертот. Тоа не се знае, така? Да, од саат и пол до 2 ќе видиме. Така е, да. Понекогаш добрата атмосфера не сака никој да заврши. На бисот ќе има бис. Така е, не се сомневам. Ви благодарам многу и продолжете и понатака. Ете, ова се можеби 18 години, но не верувам дека тука некаде ќе стивнат можеби импресиите или залагањата за овој инструмент и за целата филозофија на живење која што носи хармониката. Продолжете и понатаму да создавате нови генерации кои што ќе го сакаат овој инструмент. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.